Ја следите новата епизода на емисијата Јасно и гласно на Радио МОВ, овој пат во еден поинакво обкружување, ќе речев поинаков сетинг, и во една вонредна ситуација во која што живееме сите ние изминативе 2-3 недели. Гости во студиото на Радио МОВ, секој од дома, ќе почнеме од најмладиот, Михаела Трајковска, средношколка од Тетово, Георги Божиновски, студент по новинарство на Правниот факултет и дел од Младинскиот образовен форум. Ја имаме и Калија Димитрова со нас од Хелсинскиот комитет за човекови права и Сара Феро, која што во моментот е сместена во државниот карантин во Мавро. Ви благодарам сите што одлучивте да одвоите дел од своето време и да ги раскажете своите приказни за пошироката јавност, за да ги слушнат и останатите млади луѓе и да извлечат веројатно некои заклучоци. Ќе имаме еден понеформален разговор, понеформална дискусија. Ќе почнеме од тоа дека сите имаме едно изменато секојдневие, во кое што имаме ограничено движење, во кое што имаме часови во кои што смееме да излегуваме, не смееме да излегуваме, имаме препораки за социјална дистанца, односно да се држиме на 2 метри подалеку од останатите луѓе, се со цел да не бидеме и ние во набројка на заболени со новиот коронавирус. Михаела, што за тебе значеа сите овие ограничувања и ова изменето секојдневие? Како го поминуваш денот и колку ти се измени животот воопшто во изминативе седмици? Добро утро на сите. Всушност, јас како доста екстровертна личност која цело време е надвор и по одредени активности, ова беше навистина драстична промена, бидејќи покрај тоа што не можев да одам на училиште каде што имав контакт со навистина многу луѓе, ми се скратија и хобите кои што ги имав надвор од училиште, како што е дебатата, ете сега и таму пробуваме вака онлайн, и часовите по глума и всушност дел од слободното време кој што ми беше исполнето со тие активности веќе е потполно празно со тоа што седиме дома и самата ситуација која што, како што кажавте вие, станува се посериозна, прави да има некакво чувство на одреден страф, одредена депресија што ќе се случи понатаму и затоа всушност велат дека ова може да влие на нашето психичко здравје, бидејќи ние не сме научени да седиме дома цело време без да имаме некоја одредена активност, па така да бараме активности дома, како што се гледање филмови, серии, извршување обврски околу училиште и слично, за да може да си го исполниме времето и што помалку размислуваме над сегашната ситуација, ако е тоа возможно, бидејќи секаде каде и да видиме се зборува околу тоа. И Георги Божиновски има изменет ритам на денот. Што се смени кај тебе, Георги? Како млади, како адолесценти, приметив дека кај студентиве драстично е сменет не само и начинот на живот, туку и начинот на размислување изминативе 2 недели, затоа што иако сите почнаа да гледат како шала целава ситуација не ја сваќаат доволно сериозно, мислам дека последниве 2 недели, особено по воведувањето на вонредна состојба, сите сватија колку ова сериозно и кога навистина почна да седат дома секојдневно, млади особено сватија дека целосно се менува ритмот на живот. Немаш социјалниот живот целосно е сменет, мислам дека квалитетот на образование, на учење, биоритмот целосно се промени. Забележав кај сите колеги, кај сите мои врсници во последно време веќе се губи биоритмот на спиење и слично. Немаш концентрација за учење воопшто, не знаеш зашто да учиш, кога да учиш, не знаеш кога ќе ти бидат испитите. Мислам дека најлошо од се, кај некој свесно, кај некој помалку свесно, веќе се менува и менталната благосостојба, особено кај студентите, бидејќи целосно е сменет начинот на живење воопшто. Значи, зборам од образованието, социјалниот живот, тоа што си затворен цело време дома, не можеш никакви планови да правиш ни за нареден месец, ни за наредни 4 месеци, зашто не знаеш до кога ќе биде вака. Буквално се, мислам дека драстично сменат од секој аспект на животот. Калија? Јас бидам, здраво. Да. Исто така и за тебе. Што значи за тебе вонредната состојба? Па еве сега, например,
во третата недела на изолација почнувам да станувам особено креативна со активностите што може да се прават по дома. Секако, нели тука останува делот со работата, бидејќи повеќето луѓе почнаа да работат од дома, така и јас. Меѓутоа и тука имам забележано и кај мене и кај колегите, кај сите луѓе што ги познавам што работат од дома, верувам дека истото важи за студентите и за средношколците, дека динамиката е многу различна. Едноставно работата или учењето од дома не може да биде исто како во канцеларија кога си обкружен со луѓе и слично. Им се едноставно секој си изнајдува некои начини за да, не знам, за да остане да речеме продуктивен, но исто така сакам да напоменам дека мислам дека е важно за сите да не се чувствуваат дека не знам, едноставно не го исполнуваат доволно продуктивно или добро времето, доколку не успеваат, не знам, да работат по 8 часа на ден, бидејќи сепак се наоѓаме во вонредна состојба, се случува пандемија, има ова ефекти на нашето ментално здравје, многу луѓе се соочуваат и со здравствени проблеми и слично, така да мислам дека е многу нормално да ни треба повеќе време за одмор, да сакаме да правиме активности како например да гледаме филмови и серии, мислам дека никој не треба да се чувствува виновно поради тоа, туку треба да си најдат некои механизми за да направо да се чувствуваат поспокојно, затоа што ситуацијата е стварно, не знам, сериозна. Веројатно на сите најголема промена од сите нас овде, најголема промена се случи кај Сара. Пред 2 дена од Словенија со организиран превоз од државата дојде во нашата држава и оттаму беше спроведена практично во државен карантин. Таа се наоѓа конкретно во Маврово, во хотелот Бак Петро. Сара, како го преживеа целото ова искуство и што научи од него? Вака, мене ми е четврта недела како не сум дома, така што многу различно ја чувствувам вонредната ситуација за разлика од сите други кои што се во својот дом. Јас не бев на концерт, како што пишуваат по социјалните медиуми, туку работам за фестивалот на креативен документарен филм Македокс. Па во Љубљана требаше да се одржи исто така фестивал на документарен филм, каде што требаше да држиме презентација и да имаме некој состанок за соработка. Меѓутоа, како што стигнав, јас отидов неколку дена порано во Словенија, како што стигнав се откажаа сите културни настани, сите поголеми собири, исто како и кај нас. Веројатно е моја грешката што не успеав порано да си резервирам карта за назад, па така имав неколку откажани летови, па после тоа се затворија границите и аеродромите. Не успеав да се вратам назад и еве сега четврта недела ќе терам тука во карантин во Маврово. Секако дека е многу голема промена, исто така ми е тешко да се сконцентрирам да работам. Повеќе седам и читам вести и гледам пресови бидејќи не сум дома, отколку што можам да се фокусирам на работа, меѓутоа гледам позитивно на работите, па се надевам дека нешто добро би извлекла од сето ова патешествие. А што се случува во моментот во државниот карантин? Вака, во моментот времето како поминува, малку е тешко бидејќи сме затворени во мали соби каде што не можеме да го одржиме тоа растојание од 1 или 2 метри. Кога дојдовме во собите, креветите беа споени како брачен кревет, а немаш баш место како да раздвоиш или да ја преместиш собата. За прв пат се запознаваш со својата цимерка? За прв пат се запознаваш со својата цимерка? Да, се запознавме во автобус. Среќа и таа е млада, па имаме разбирање, нели? Меѓутоа, да, нема доволно место и според мене е голем проблем тоа што воопшто не те пуштаат да излезеш од соба, бидејќи нели не третираат како да сме заразени. Стигматизацијата мислам дека се чувствува на секое ниво. Мислам дека би било добро доколку можат примерите соба по соба да можеш да се прошеташ, сепак сме во Маврово каде што во околина нема ниту луѓе, ниту можност некако да заразиш некого. Исто така е важно луѓето да сватат дека и ние кои што сме дошле од некаде без разлика студенти, луѓе што работат во странство или некој како мене што се нашол во таква ситуација и ние сме биле 2 недели дома. Јас во Словенија исто така не излегов од куќа 2 недели, така што тоа е некој проблем, меѓутоа да се надеваме дека брзо ќе поминат тие 2 недели за секого.
ќе остануваат уште 12 дена. Да. Калија, има голем број на ограничување на слободното движење, има полициски час. Ти си дел и од Хелсинскиот комитет за човекови права. До каде е онаа црвена граница која што не треба да биде помината кога станува збор за ограничување на вакви права? Тешко да се зборува на оваа тема, бидејќи во сега друга ситуација не би можела да замислам кога полициски час во една држава би било оправдано решение. Дури во оваа ситуација, мислам, за повеќето од луѓето да се државме на ниво на препораки ќе беше многу подобра ситуација. Меѓутоа, како што знаеме, кога се воведаа препораките и извонредната состојба, имаше премногу ситуации на млади луѓе кои што се собира ноќе на водно, преку ден во парк, исто така имаше огромни групи на луѓе, имаше делови во градот кои што исто така беше многу фреквентно. И едноставно кога го разгледуваме случајот од таа перспектива, разбирам зашто мораше да бидат воведени вакви, да кажеме, постигнати методи на функционирање. Многу е тешко, особено е тешко што нема исклучоци за луѓето што имаат миленици, нели тоа многу се пишуваше по социјални мрежи. Сметам дека тука малку потврли да речам ограничувањето, бидејќи едноставно има одредени активности, обврски што луѓето мора да ги извршуваат надвор. Ете, тоа е еден пример за таков вид на активност. И затоа мислам дека треба да се има малку повеќе слух за едноставно обврски и потреби што ги имаат луѓето без разлика дали се дома, одат на работа, не одат на работа, едноставно мора да има исклучоци. Сметам дека многу важно да се запази односот кој што имаат службениците во овој период. Видовме во социјалните мрежи дека имаше некои не знам, несоодветни коментари од страна на службеници зашто ќе прават ако најдат некој надвор на полициски час. Мислам дека тоа сосем несоодветно и непотребно. Мислам сите сме заедно во ова и службениците, државните работници, администрацијата, граѓаните, младите, едноставно треба заедно да работиме за да функционираат мерките. Михаела, Георги, вие исто така се наоѓате во ситуација да почитувате препораки. Михаела, например, бидејќи има помалку од 18 години, до 12 часот практично нема право да излегува од дома. Нејзиното движење е од 12 часот на пладне па до 9 за време на работни денови за викенди. Георги, за него важното ни е генерални препораки од 21 на вечер до 5 наутро забрането движење. Ги почитувате препораките, што се случува со младите луѓе како вас, колку тешко им падна ова ограничување? Може и од Михаела, повели. Добро, значи, од прилика, како што кажа Ѓорѓе, дека ни се смени биоритамот, мислам дека кај мене, кај врсниците, тоа ограничување од 12 часот не представува некој голем проблем, од смисла на тоа дека спиеме до 11-12, секако го преспиваме тоа време на полицискиот час, но за луѓе кои што постојано биле во контакт со други луѓе, општо забраната на излегување надвор делуваше малце шокирачки, но всушност свесни сме за сериозноста на ситуацијата и сите мораме да го сватиме тоа ограничување на некој позитивен начин, да пројдат овие денови што побрзо да може да се вратиме на нормалниот живот. Јорге? Да, искрено ги почитувам цело време мерките со тоа што пробуваш да го ограничиш движењето на минимум на еднаш во 2-3 дена кога мораш до аптека, до маркет да се излезе. Меѓутоа, проблем е што колку и да се трудиш, не можеш цело време да останеш дома 24 часа, бидејќи цело време ќе излегуваат некои работи кои не можеш да ги одложиш, мора да излезеш надвор да ги направиш. Меѓутоа пак колку можеш се трудиш повеќе да го ограничиш движењето. Факултетите ги затворија така што предавањата целосно се смени онлайн, немаш потреба да излегуваш, работиме од дома, учиме од дома, све правиме од дома цело време. Меѓутоа се чувствува дека влијае едноставно на начинот на живење. Иако гледам дека
поготово и моите врсници цело време почнуваат полека, посериозно ги сваќаат мерките и ги почитуваат, седат дома стварно 24 часа пробуваат во денот, меѓутоа не можеш цело време да издржиш дома и јасно ми е дека не може и оправдано е до еден начин дека луѓе цело време излегуваат секој ден барем да прошетаат во најмала рака. Сега приметив дека се крива самосвеста кај луѓето, односно почнуваат да излегуваат цело време со маски и ракавици, не видов, мислам дека во маркет изминативе 4 дена човек без ракавици, човек што не ги почитува оние дистанците пред одредени метри по еден од друг, гледам дека чекаат луѓе надвор ред пред врата, не влегуваат, не се туркаат, така што да некаде имам доверба дека народов почна да си ја сваќа сериозноста на ситуацијата и почна се гради на самосвест дека мораме заедно да ги почитуваме мерките со цел да не одат построго оние полициски забрани за движење. Се надевам дека ќе почне да работи дека се намалуваат бројките, бидејќи во спротивно не знам дали ќе можеме да издржиме уште повреме, уште 2 месеци кои што се прогнозира да држат овие мерки. Интересно е тоа што вие сега треба да имате практично онлайн предавања и во средните училишта и на факултетите. Како функционира сето тоа? Изминатата недела почна, мислам дека сите факултети официјално со онлайн предавања и иако се чини како добра алтернатива, подобро отколку да нема ништо, сепак се забележа дека има огромна доза на факултети на предмети кои не може да се сменат онлайн. Општествените факултети и оние предмети кои се фокусираат само на теорија, слободно може да се предават онлайн, бидејќи нема нека голема разлика помеѓу такви класични предавања. Меѓутоа, огромна разлика се забележа кај оние практични факултети, природно-математичките, медицинските, архитектура, технолошките, каде што имаш огромен дел од наставата, дури повеќе од 50% се фокусира на практична настава, вежби, експерименти и слично, кои што немаше како да ги ставиме онлайн. И тоа беше најголемиот проблем. И се решивме пак да одиме со онлайн настава, бидејќи се покажа како единствена и најдобра алтернатива, меѓутоа се гледа дека ова нема да биде ефикасен начин да се смени целосно наставата за овие 2 месеца, бидејќи не може да градиме доктори електронски преку Skype, преку Zoom. Едноставно не е возможно да ја доловиш суштината на материјалот и да изградиш такво општество. Меѓутоа, кај оние факултети каде што може се забележа како добра алтернатива и сега за сега гледам дека функционира и дека ќе одат со онлайн предавања. Ти си конкретно студент по новинарство. Колку од твоите предавања реално се префрлија онлайн и ги имате? Редовните предмети, сите 3 редовни предмети имам овој семестар и сите се префрлија онлайн и ги одржуваат сега за сега еднаш неделно, 2 предавања имавме и ефикасни се до некаде би можел да кажам. Така, веројатно се некаква се алтернатива подобра од имање ништо од предавање. Што се случува во средно училиште? Случува во Тетово? Кај нас всушност се чувствува неспремноста на кадрот и општо на општеството за една ваква промена. Тука се гледаат кој колку може да раководи со одредена технологија и како што кажа Џолја, има одредени предмети кои што навистина може да се одржува онлайн настава или да се даваат некои задолженија. Всушност ние одиме повеќе со задолженија, нема некоја типична онлайн настава кај мене во училиштето. Малце проблемни беа и платформите, бидејќи нема никакви насоки од министерство и сите се вадат на тоа. И секој користи тоа што најдобро знае да го користи од професорите, па така да ние сме раштркани цело време на телефон да видиш дали некој постирал нешто ново. Едноставно немаме некој континуитет на сето што се случува, па губиме време околу тоа каде кој постирал, што се случува, да најдеме нешто повеќе во моментот, но мислам дека се сноѓаме онака, ајде ако треба да дадам некоја оценка, 3+ би била, но има многу недостатоци навистина по предметите како што се математика, физика, каде што треба некој навистина да објасни добро, па дали ќе може тоа да го изврши преку камера, дали ќе разберат сите. Долг е периодот, например, не може да изучуваме толку наставни единици како што сме изучувале додека сме одели на училиште, заради што им некому треба повеќе време да го свати тоа, некому треба помалку време и така, па мислам дека губитокот ќе се види понатаму, но сепак здравието пред се, сепак имаме само 2 месеци до крај, дека нема да изгубиме толку многу
сепак не е тоа приоритетно во ваква состојба. Ти благодарам за одговорот. Уште една тема е многу актуелна деновива. Тоа е стигматизацијата кон луѓето кои што се заболени од новиот коронавирус, кои се случило да бидат во контакт со заболени истите да го имаат. Тоа е едната група на луѓе, а другата група на луѓе е стигматизацијата кон оние кои што се сместени во државните карантини. Заради тоа што имаше неколку ситуации кога луѓе од Битола, например, не сакаат да имат државен карантин во Битола. Истото се случи во неколку места. Ќе почнеме од Калија. Калија, колку е присутна стигматизацијата и колку луѓето се сензитивни дека прават нешто што не треба да го прават? Мислам дека овде кој во секоја слична ситуација во земјава, иако не сме имале баш слична ситуација, но мислам сите сме свесни дека се избрзува често со заклучоци, со предрасуди, стигматизација и слично. Сега се случува тоа на едно стварно не на едно одвратно ниво, каде што се бара нели да се споделуваат лични податоци на луѓето кои што имаат вирусот. Тоа е неприфатливо. Секој човек има право на заштита на лични податоци. Со споделување на таков вид на податоци се ставаат тие луѓе директно во опасност, бидејќи едноставно не знаеме што може некој да направи доколку знае дека комшијата го има вирусот и седи дома во изолација. Значи не може едноставно ниту да се помисли да се споделуваат такви податоци, има одредени списоци кои што се автентични или не на заболени лица кои што циркулираат по социјални мрежи, по Viber, WhatsApp и слично. Тоа мора да се санкционира бидејќи е неприфатливо. Во однос на тоа како би можело малку да се помогне во оваа насока, сметам дека е многу важно на пресувите кои што се прават од Министерството за здравство и било кога да се зборува јавно на оваа тема, малку да се осврнуваат и на ова прашања, освен тие нели технички прашања кои што секогаш ги одговараат кога се адресира нели колку нови лица има заболени секој ден. Мислам дека тој малце хуман дел на овој проблем исто така треба да биде во фокус на институциите, бидејќи е многу важно да едноставно да се бориме со ваков тип на проблем како заедница, а не да се вртиме едни против други. И мислам дека и тука институциите имаат одговорност малку да подигаат јавната свест и јавниот морал, бидејќи очигледно тоа е голем проблем кај нас. Со какви се коментари се соочи и ти, Сара, откако јавно излезе дека да, ти си еден од оние луѓе кои што се сместени во државен карантен? Извини, ако може уште еднаш да повториш дека ми засецка на неколку зборови. Верувам, тоа е проблемот со интернетот и овие начини на комуникација. Колку и ти конкретно беше мета, значи, на овие коментари на стигматизација само споради тоа што си сместена во државен карантин, а беше една од малкумината кои што јавно кажа да, јас сум тука? Да, бев многу изложена на секакви коментари, меѓутоа гледам да не го фокусирам толку вниманието на такви коментари, бидејќи како што кажа Калија, ние сме свесни дека во нашата држава тоа се случува на многу големо ниво за секакви работи. Мислам дека тоа произлегува од недоволна информираност. И што се извинете, ми се блокираше мислата. Околу тоа, како реагираш кога ќе ги прочиташ, кога ќе ги слушнеш овие коментари? Колку тебе лично ти пречат како човек? Мене лично многу ми пречат коментарите во однос на тоа дека се шири огромен говор на омраза по социјалните медиуми, особено во ваква ситуација се соочуваме, нели како што посочија и другите говорници, се соочуваме со многу тешки промени пред се за нашето ментално здравје. И тоа најмногу ми смета, мислам дека тоа ширење на говор на омраза и пак ќе кажам, мислам дека произлегува од недоволна информираност, луѓето се заплашени, не знаат како да реагираат во оваа ситуација и коментираат секакви работи кои што не се, мислам дека не се промислени, нели се вадат заклучоци, се не знам што би му кажала друго, меѓутоа ете како што кажав и претходно, гледам да не се фокусирам толку на тие работи, сепак да се извади некоја позитивна мисла од сето ова, бидејќи само тоа ќе не одржи некако здрави во овие ситуации. Така. Михаела, Георги,
Како вие реагирате кога ќе прочитате ваков коментар, кога ќе ги слушнете овие коментари, можеби од вашите врсници и вашите пријатели? Знам дека и двајцата сте доста активни во јавноста, дека сте луѓе кои што реагираат кога ќе забележат дека нешто не е во ред. Михаела? Јас лично до сега сум слушнала на вистина многу коментари и сега има случаи и во нашиот град. Веднаш атмосферата е поинаква, веднаш се прашуваат контактите, се бараат врските на таа личност. Некако сите сакаме да се изолираме и оправдано е да сакаш да се изолираш, но не е оправдано да го навредуваш и да се однесуваш лошо со таа личност која што е заболена, бидејќи сепак е како еден вид на грип и мислам дека цела оваа пандемија ќе помине најбрзо што може и всушност навистина е револтирачки да се гледаат такви коментари во овие моменти каде што сите треба да се поддржиме за да помине ова најбрзо што може. Не би требало да се напаѓаме едни со други, но како што кажав, се тоа резултат на цело време што сме дома, едноставно не знаеш што да правиш. Мислам, македонскиот народ е познат по испадите на интернет и пред пандемијата, но сега некако тие конзервативни размислувања испливуваат на површина уште повеќе поради тоа што, како што кажав, има многу слободно време и постојано сме оптеретени од тие вести, секаде има вести, па и кога ќе завршат вестите ние читаме некои нови информации, се врти околу таа ситуација и всушност доаѓаме да искажеме ние едно мислење наше, кое што во одреден момент, доколку не внимаваме, може да биде навредувачки за одредена личност во тој момент. Георги, стигаме има и кон луѓето кои што ќе излезат надвор по било која основа. Имавме слики од парк каде што имаше луѓе кои што сами возеат точки, сами се движат, меѓутоа по сила на нештата беа објавувани на социјални мрежи. Така што не застанува сето ова само на луѓето кои што се сомневаме дека се заболени или се во карантини, туку генерално кон сите оние кои што прават нешто за да Токму така, мислам како што спомена Калија Преска, голема улога тука игра неинформираноста пред секој народот и второ е дека многу голем дел од јавниот дискурс ја користи коронава како нека жешка тема за постојано да се развиваат нови дискусии, нови ствари, да се генерираат кликови, а многу малку се информира народот и всушност генерално луѓето за што всушност е короната, како се пренесува и многу малку луѓе знаат што е, што прави и како се заштитува правилно од нејзе. Сега, јасно е како излезеш сам, поготоа ако си заштитен со ракавици, со маска, не може да ја фатиш, не може не да ја пренесеш ако имаш, меѓутоа македонскиот народ, кој генерално е склон кон негативни коментари на Facebook, сега па го користи ова како нека жешка тема, постојано да се нафрла и да се испрла во коментари. Мислам дека тука голема улога игра медиумите пред се да раскажат буквално морално што е можно, најсветло да ја представат сликата со цел да не се шири доволно паника и да не бараат луѓето непријатели во другите луѓе околу нив, односно да не е изфрлан својата фрустрација на други луѓе кои излегле надвор. Како што напоменав, има некои врски кои не може да не ги направиш, кои не може да ги одложиш. Луѓе се уште одат на работа, не се затворени сите работни места, јасно, ние не може ни сите да работат од дома, некои мора да го прават тоа цело време, дури има некои задолжени лица кои мора цело време бидат надвор за да го држат тоа општество да не е распадне буквално. Мислам дека мора сите заедно се соединиме тука и заедно се избориме против ова, бидејќи негативните коментари стварно никако не помагаат, а многу одмагаат во и онака нарушено ментално здравје кој сите ние го имаме. Јас се го гледам ова во еден стварно поправилен начин на пренесување на сите информации и генерално очекувам дека ќе се смири топката кога тоа Многумина од нас во текот на оваа изолација почнаа да прават работи кои што претходно не ги правеле. Што се измени кај вас, значи, во овие 2 недели? За Калија знам дека веќе има домашно милениче, тоа е она што го направи, успеавме да го видиме на екранот. Зема мачка, зошто? И зошто сега?
Долго време сакав и нели нормално кој сите луѓе никогаш немам време за ништо во животот и сега одеднашка се најдов себе си со премногу време со кое што не знам што да правам. И така некако се поклопија коцките да си ја зеа мачката. И многу ми помага искрено стварно. Исто така и правам освен и што многу сакам да имам милениче и сите други работи што секогаш викам дека сакам да ги правам, а немам време, сега имам време и ги правам, како на пример сите книги што ми се заборавени со прашина по полици, почнав полека да ги отварам. Гледам да внесувам нешто секој ден во некој креативен дневник што го почнав. Така пробувам да правам ствари за едноставно да не знам да се осеќам дека креирам нешто, дека не знам имам да чувствувам дека постојам некако. Така да ги советувам луѓето да пробаат да прават нешто креативно затоа што некако има некаков rewarding систем ќе се осеќаат дека едноставно не знам подобро. И миленичи ако се во можности, ако сакаат да го зачуваат од кога ќе заврши кризата. Апсолутно. Сара, кај тебе ограничени се можностите, дали има можност од дома да дојдат твоите да ти донесат за храна, да ти донесат некоја книга што ќе ми ја побараш, да ти донесат можеби подобар лаптоп? Што е она што планираш да го правиш во следните 2 седмици во оваа соба? Да, така баш денеска чекам да ми пратат некои работи од Скопје, имено и некоја книга плюс, бидејќи само една си понесов со мене, мислејќи дека 5 дена ќе бидам на пат, а не 4 недели. Лаптопот ми е окей, за среќа имам симнато филмови, имам пристап до интернет, да, имам пристап до интернет. Гледам некако да си направам список на работни обврски што треба да ги завршам во меѓувреме, па некако да се распредели времето на работа, на филмови, на книга. Би сакала да можам да имам некаква физичка активност, меѓутоа потешко во овие услови. Лекове на тераса, веројатно. Да, меѓутоа нема баш место, ама нели се привикнуваме секако, па ќе се снаоѓаме некако. Така. Михаела, Георги, кои се новите навики кои што ги стекнувате и со кои што планирате да ви помогнат да полесно пребродиме низ оваа криза? Михаел? Може. Па, вака, како што кажа, веќе ми се смени биоритамот, со тоа што се оставам повеќе време да одморам, да преспиам, го исполнувам времето со обврските кои што ни ги даваат на училиште. Во меѓувреме најдов многу филмови, серии, некои книги кои што, како што кажа Калија, ни останале. Исто така наоѓам време да размислувам за себе, за планови за воиднина или нешто што претходно не сум го правела, барам некои вежби, едноставно се што може за да се го искористам времето. И една добра точка од целиот овој карантин е што сите сакаме да излеземе подобри од него, па дали почнуваат да спортуваат некој спорт дома, дали вежбање, здрава исхрана или нешто слично, сепак да се остане позитивен колку што може за да се искористи ова време најдобро и да станеме подобри луѓе и за нас и овие навики кои што ги практикуваме сега да продолжиме да ги практикуваме и понатаму. Георги, ќе го завршиш ти ова издание на Јасно и гласно. Имам и едно прашање за тебе последно. Која е првата работа што ќе ја направиш откако ќе заврши ова вонредно состојба? Ќе направам голема журка. Тоа зборавме со сите другари, сите се согласуваат дека после ова летово најмногу од секој ни треба една огромна журка некаде. Видиме точно каде, ама не, шала на страна, стварно приметив дека луѓето најмногу ќе им фали тоа социјалниот живот надвор, едноставно на кафе да се излезе, само дека прво тоа ќе се направат сите, ќе се истурат некаде надвор, ќе отидат и 2 дена нема да се вратат дома воопшто. Инаку, не знам, мене примети дека многу обврски незавршени ми остана поврзани со работа, со факултет, со студентски собранија, со се, па пробам тие да ги завршам овие 2-3 недели. Гледаш на секој можен начин да бидеш креативен, да си го искористиш времето, да не ти поминува споро, да ти течат некако да новите, да не се чувствуваш како да си затворен дома во твоја соба. Најголем проблем искрено гледам да си го задржам биоритамот на спиење, затоа што најтешко е кога немаш зошто да станеш со беле во 9, да станеш со беле во 9, значи спиш до 1, буквално ненормален проблем е.
И не знам, стварно се надевам дека нема да трае уште многу долго и нема да ни треба да бидеме премногу креативни за да си го исполнуваме времето. Буквално тоа е, стварно, не знам, Калија веќе ги спомна генералните начини како да се копнеш со оваа тешкотија, најди време да си ги завршиш сите врски што ти биле незавршени, да си ослободиш летова ако не го ослободат воопшто и останете свесни. Исто така морам да напоменам дека во оваа ситуација многу помагаат оние телефонски линии за советување, особено со совет за ментално здравје, кои ги објавија на држава, затоа што стварно гледам дека луѓето ги користат ептен и дека се потребни и не знам ги повикувам и сите што им треба да ги користат и нив, затоа што стварно ни фали еден нормален разговор со луѓе, мислам дека во целата